Се почесто се среќаваме со поведение на насилно однесување помеѓу врсниците. Овој пат заедно со Sky Plus и тимот кој што работи и стручниот тим во училиштето решивме да отпочнеме заеднички советувања и средби со родителите со цел да ја пренесеме делумно сликата која што се случува во училиштата. Дури ни родителите не ги препознаваат доволно појавите и формите на насилство кај децата, бидејќи не станува збор само за физичкото насилство, тука ни е и онлайн насилството за кое што се погласно се зборува и е многу често, но некако ние како луѓе кои што работиме внатре во образовниот систем немаме доволно ингеренции за постапување, понатамошни постапувања. Тоа би го оставиле секако на институциите кои што треба да поведат постапки. Видете, како и сите деца, тие прво се срамат да признаат дека се жртви и како и секоја друга жртва, прво не знаат како ќе реагира околината. Да, доаѓаат, пријавуваат, особено еве после предавањата кои што и класните раководители за време на кампањата ја пренесоа дискусијата помеѓу учениците по однос на булингот, на насилството, на онлайн насилството, физичкото насилство помеѓу врсниците и генерално врсничкото насилство, и има раздвижување. Веќе децата се свесни дека не треба и не е дозволено таквото однесување, па веќе и почнуваат да пријавуваат пред се и над се, пријавуваат кај класните раководители, затоа што нели сите знаеме дека класните раководители се новото семејство на децата додека се во училиштето. Да, тука е стручниот тим, доколку класниот раководител процени дека нема да може сам да го реши случајот, па и бара помош од стручната служба.